Моментот е што ние, ако ни текне сега за тоа пред да почне оваа емисија, јас си направив некој бележник за чисто да ги информираме граѓаните дека уште од лани почна кампањата со хибридните закани кон Македонија и државата. Ако ви текнува, лани имаше уште на почетокот, само што дојде актуелната власт, само што формира нова влада, тие веднаш почнаа со кампањата дека на есен ќе имаме терористички напади од ДУИ, од страна дојдени вооружени групи, дестабилизација. Да. Помина цела година, еве повторно сега доаѓа есента и повторно не плашат, значи цела година немавме дестабилизација, немавме терористички напади, немавме нарушување на мирот и безбедноста, но нели сега повторно не плашат со некои бабароги. Но моментот е што тоа зборуваме за премиерот, но исто така тука се вклучува и политичката партија ВЛЕН, нивните коалициони партнери, кои што во изминативе неколку дена изнесоа едно обвинување, но без да понудат аргументи, а истовремено не видовме дека безбедносните служби се понудија дека тој случај ќе го разрешат, затоа што ВЛЕН обвини дека ДУИ плати насилници да тепаат млади албанци и да ја запалат џамијата во Шапка.